Горанчо Ангеловски не е виновен за ништо. Тој со живот го бранеше уставниот поредок на Македонија во 2001 година и никако не може да биде терорист, рече адвокатот Драган Пешевски во дел од своите завршни зборови на денешното рочиште за случувањето од 27 април 2017 година во собранието. Во текот на доказната постапка се докажа спротивното. Осведочењето на амнестираните браќа Младеновски јасно беше дека истите они отишли и ги набавиле маските. Додека за случајот за украдените дискови, јасно е и од сведочењата и од снимките дека истиот не влага по дисковите, туку дека само се движи по тој ходник. Поради тоа сметам дека не постои ниједен елемент, повторно ќе кажам и барам ослободителна пресуда, која што е единствена и исправна во случајов. Пешевски тврдеше дека целта на обвинетите не била да го спречат изборот на нов претседател на собранието како што тврди обвинителството, туку влегле внатре кога слушнале дека во парламентот се пее албанската химна. Нинослав Јакимовски, адвокат на обвинетиот Игор Јукпак, рече дека обвинителството обвинува паушално и дека нема директни докази дека Јук во собранието носел пиштол, делел маски и дека се среќавал со други од обвинетите за да договорат убиство на тогашните пратеници Зоран Заев, Дамјан Манчевски и Зијадин Села. Пиштол во текот на постапката не видовме. Апсолутно ни од видеоматеријалот, туку се остана на голи предпоставки, да кажем рекла казала од страна на овие сведоци што беа предложени од страна на обвинителството. Тоа е. Ако направите мала анализа на неговиот исказ, бидејќи сега више може на записник е влезено, ќе видите дека не може да се утврди дали истиот бил присутен на некаква средба или пак тоа му е прераскажано од некого. Нема апсолутно никакво тврдење точно од страна на тој заштитен сведок. По барање на делот од одбраната, денешното рочиште беше прекинато. По амнестијата на делот до обвинетите во случајот 27 април, на судска одлука сега чекаат 17 обвинети.